Државниот правобранител не знае дали дал амин за 4 стратешки инвестиции за кои експертите предупредуваат дека можат да ја загрозат енергетската независност на Македонија. За вакво важно прашање, Агрон рече, првиот човек на институцијата која би требало да се грижи за заштита на имотот и интересите на Македонија, вели дека не е сигурен како и дали постапил. Во телефонски разговор со државниот правобранител ни беше побарано време да проверат за што станува збор, но до емитување нови прилог не добивме одговор. Инаку, Законот за стратешки инвестиции кој си го напиша владата пред 4 години, изричито наведува дека за било кој договор е потребно позитивно мислење од државниот правобранител. Ова е само еден од спорните моменти во законите кои се по скратена постапка во парламентот. Компанијата I'm Green, која треба да гради комбинирани соларни и гасни централи на неколку локации, добила лиценца од регулаторната комисија за енергетика пред само 3 месеци во ноември минатата година. Според законот, за да биде прогласена за стратешки партнер, компанијата треба да достави завршни сметки во последните 3 години, веројатно како вид на гаранција дека инвеститорот си ги плаќа на време сите доспејани обврски. Со оглед на тоа дека компанијата врши енергетска дејност од ноември 2023, се поставува прашањето како ја стекнала довербата во владата. Спорни се и другите 3 инвестиции прогласени за стратешки, а најконтроверзна од сите е изградбата на комбинираната централа во Скопје од Митилинеос. Покрај тоа што целата произведена струја и топлина Македонија има обврска да ја купува дури и да нема потреба во мрежата, дополнително и на наш грб ќе паднат еколошките такси од кои се ослободени сите наведени инвеститори, зашто тие така побарале. А оваа компанија конкретно треба да добие и 50 милиони евра неповратна државна помош во кеш. На инвеститорите ќе им даваме и логистика за инфраструктура, а ќе се лобира кај меѓународните кредитори.